Добар ден на сите. Најпрво им сакам да се заблагодарам на медиумите што се тука денес, бидејќи стварно се работи за непристапен терен. Почитуван Љупчо Николовски, министер за земјоделство, почитуван градоначалник на општина Росоман Николов, почитувани представници на АД Водостопанство, почитувани пратеници во собранието, почитувани жители на Росоман и представници на медиумите. Денес сум тука во Росоман во увид на стартот на санација на оштетениот дел од системот Макарија за наводнување, со цел најбрзо што може да се стави повторно во функција за наводнување на земјоделските површини. Во моментов фирмата изведувач интензивно работи на санирање на дефектот и очекувам тоа брзо да се заврши, со што повторно ќе може да се обезбеди ефикасно наводнување на земјоделските површини, да се запази сезоната за наводнување и очекуваниот принос од околу 30.000 тони земјоделски култури. И самите можете да се уверите дека се работи за непристапен терен, дека се работи за систем за наводнување кој е оставен на забод на времето 55 години и за среќа во државата имаме и изведувачи и професори од градежниот факултет кои што на вистина во најкраток можен рок успеа да најдат решение кое што тука веднаш ќе биде направено. Системот Макарија сам по себе е исклучително важен за наводнување на земјоделските површини во Росоманскиот регион, што е клучно за земјоделците од овој крај да ги добијат очекуваните приноси и да имаат квалитетни производи за продажба. Затоа веднаш од кога се случи оштетувањето на владина седница, донесовме одлука за брза санација на цевките, за што се обезбедија над 1,3 милиони евра. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на ресорното министерство, на министерот Николовски, на сите негови колеги, кои што заедно со Водостопанство и професори од градежниот факултет во Скопје, веднаш подготвија конкретен предлог за решение на цевководот Макарија. Со предложениот проект ќе се обезбеди доволно количина на вода за наводнување на пријавените површини од над 2000 хектари за оваа сезона. Знаеме колку е важно за една квалитетна реколта да се има навремено наводнување на површините и на земјоделците ја порачувам да не се грижат, бидејќи системот најбрзо ќе се стави во функција и вода за наводнување ќе има. Зголемувањето на домашното земјоделско производство е директно условено од навремено и квалитетно наводнување на посевите. Затоа ставаме силен фокус на капиталните инвестиции во водостопанската инфраструктура, односно на реконструкција и изградба на модерни системи и брани за наводнување. Овие инвестиции значат намалување на трошоците и загубите во производството, а од друга страна ќе влијаат на зголемувањето на производството на храна и создавање на модерно и европско земјоделство. Тука би изволил неколку клучни инвестиции како што е браната Конско во вредност од над 40 милиони евра, чијато изградба започна пред 3,5 години и завршува годинава. Ова е најголемиот капитален проект за водоснабдување во државата во последните 50 години и втор најголем било кога изграден во државата. Годинава завршува изградбата и на хидросистемот Равен Речица, продолжува изградбата на браната на Оризарска река во Кочани. Во фаза на планирање е програмата за наводнување на Северна Македонија, која вклучува изградба на 4 системи за наводнување во рамки на речниот слив на реката Вардар и уште многу други проекти. Со овие инвестиции решивме децениски проблеми на земјоделците, обезбедуваме навремено и квалитетно наводнување на посевите. Нашата цел е да имаме повеќе домашна храна, да создадеме модерно и конкурентно земјоделско производство со мотивирани и задоволни земјоделци, за што се прават низа на мерки од страна на Министерството за земјоделство. Со правилни политики успеавме да отвориме земјата кон повеќе европски фондови. Денес Северна Македонија е лидер по искористеност на средства од ИПАРД програмата со високи 97% искористеност, повисока дури и од некои земји членки на Европската Унија. И затоа, со новата ИПАРД 3 програма, Европската комисија ги зголеми средствата наменети за Северна Македонија за 62%, со која на располагање имаме неповратни 97 милиони евра од Унијата за оваа година. Сакам да ги охрабрам земјоделците да ги користат овие програми. Оваа година започна и најголемата реформа во земјоделството. За прв пат по европски терг се воведе новиот декапалинг систем на распределба и исплата на субвенциите. Земјоделците имаат аванс на исплата на субвенциите, за да ги имаат парите тогаш кога им се најпотребни, да можат навреме да се подготват за новата производствена сезона, да можат да вложат во модернизирање и зголемување на производството, зашто сте сведоци дека министерот скоро секој ден веќе оди на терен. Во Битола беше, утре оди во Прилеп, каде што земјоделска механизација се доделува на земјоделците кои што има аплицирано во текот на изминатиот период.
Овие мерки и политики се вистинска грижа за цела една стопанска гранка, за нашите вредни земјоделци, и развојот на оваа гранка е важен за да имаме домашно производство на храна, да не зависиме од увоз и да имаме развиена економија. Ви благодарам за вниманието и пред се сакам денес уште еднаш да се заблагодарам и на Љупчо, и на професорот, и на изведувачите, секако и на пратениците во собранието, и на градоначалникот на Роман, кои што навистина покажаа грижа, посветеност и дадоа навистина се од себе да започнат веднаш работите на реконструкција на овој систем за наводнување. Благодарам.